еве на нас повторно со следниот час по општество. Така. Сега ќе се дружиме со следниот наш час по општество во второ оделение. Наставна единица ќе обработуваме пред крстосница. Многу интересно, бидејќи собраќајот е една огромна тема која сите деца треба добро да ја совладаат, за да може да не прават грешки во својот живот. Бидејќи собраќајот е прво потреба во животот, но грешките ако се направат, тогаш тие може да бидат опасни по животот и на децата. Да, тогаш ќе настане хаос. Хаос, така. Еве, најпрво, значи, денеска имаме овдека дадено намерно за почеток, само да видиме дека тоа е наставната единица во второ оделение, пред крстосница. Што е собраќај? Тешко прашање. Марија, дали се сеќава што е собраќај? Ајде, помогнете ни. Јас ќе ви помогнам. Ајде. Собраќај, деца, е пренесување на стока и луѓе од едно место до друго. Значи, тоа е собраќај. Сето тоа го опфаќа во собраќај. Зато овдека имаме, собраќајот може да биде копнен, може да биде воден собраќај. Ќе вратиме долу ако има стрелкичка. Побрзав, значи така да вратиме. Да. Значи имаме воден сообраќај, воздушен сообраќај. Значи преку сите три видови на сообраќај се пренесуваат стоката и луѓето од едно место до друго. Значи сообраќај, да повториме, сообраќај е пренесување на стока и на луѓе од едно место до друго. Со каков вид на сообраќај ќе биде, тоа воопшто не е важно. Зато овдека и што е сообраќај, но кој учествува во сообраќајот? Во сообраќајот учествуваат луѓето, полицијата, сообраќајниот полиција, семафорите и сообраќајните знаци. Па и тие учествуваат. Така. Тие ги даваат правилата за како да се одвива тоа пренесување. За како ние се движиме. Еве, кој учествува во сообраќајот? Најчести учесници во сообраќајот се возилата и пешаците. Да. Супер. Значи, постојат, возилата си имаат своја улога. Тие пренесуваат, но нив повторно ги управува човекот. Човекот ги управува. А пешаците тие сами за себе, но тие мора да научат како да се однесуваат во сообраќајот, затоа што пешакот мора да ги следи знаците, семафорите, знаците од сообраќајниот полицаец, знаците кои се на коловозот, исто и возачите. И пешаците и пешаците, така. Во сообраќајот има правила, како што зборуваме секогаш. Правилата треба да ги почитуваат и возачите, и пешаците. Добро. Сообраќајните правила се прикажани преку сообраќајните знаци. Еве сообраќајните, најчесто тие се поставени на десната страна од коловозот, а додека потоа имаме семафор. Семафорите најчесто се поставени на крстосница и на други улици. И на улица се поставени. Тука се и сообраќајниот полицаец треба да го почитуваме, бидејќи и тој кога ќе застане на крстосница или на улица, тој дава сигнали со своите раци како да се премине улицата. Така е. Сега, многу е важно кога зборуваме за сообраќај да знаеме кои се елементи на улицата. Бидејќи некогаш ќе децата знаат и да погрешат, се движат каде што не треба. Многу е важно. Значи, елементи на улицата се тротоарот и коловозот. Сега. Еве сликата. Коловозот, ова долу, каде што се движат возилата, тоа е коловоз. Тоа е место каде што треба да се движат само возилата, со исклучок кога пешаците треба да преминат, но треба да преминат на одбележано место, така е Марија, на пешачки премин. Додека пак на елементи од улицата припаѓа и тротоарот. Тротоарот е местото надвор од коловозот, покрај коловозот се наоѓа и е одбележан дека е тротоар, таму се движат пешаците. Дали по тротоарот смеа да се движат некои возила, например, некои мотори? Не, тоа не е дозволено. Да, значи тоа не е дозволено. Јас сум видел многу пати како понекогаш некои луѓе возат мотори по тротоарот. Да, и тоа е многу погрешно. Да, тоа е дали сте виделе дека на тротоарот се паркираат возила? Да, и тоа е исто погрешно. И тоа е погрешно, но затоа постојат чичковците полицајци. Така е. Сега, дојдовме до целта на нашиот час, тоа е пред крстосница. Еве, кога ќе погледнеме оваа слика. Што е крстосница? Крстосница, самиот збор, покажува нешто дека се вкрстува. Две улици кои се вкрстуваат. Така, Лука. Две улици, а може да бидат и повеќе? Може. Понекогаш да, постојат и така сложени крстосници. Многу е важно, бидејќи крстосницата имаме две улици кои се вкрстуваат, понекогаш
Ако застане човек или дете само, многу тешко ќе ја премине крстосницата и па и возилата ќе преминат тешко ако возачот не ги знае правилата. Еве да ја погледнеме сликата. На сликата гледаме пешаци, имаме одбележани пешачки премини. Задолжително таму треба да се премине. Потоа имаме семафори. Добро. Означени, така. Но имаме тука и еден сообраќајаец, чичко полицаец, сообраќајен полицаец. Така, значи имаме, тие се поставени најчесто стојат на крстосниците бидејќи знае таква гужва да се створи на крстосницата и замислете си крстосница да нема сообраќајен полицаец или семафори. Тоа ќе биде Што ќе биде? возилата ќе свират, луѓето ќе бидат многу нервозни. Ќе се Пешаците нема да знаат да преминат улица. Затоа секој треба да знае, да ги знае правилата. Кога возилата си ги знаат своите правила, дека тие се движат само по својата лента, кога треба да сврт и да ги следат семафорите или пак знакот од полицаецот, ако е исклучен. Пешаците исто така. И затоа се вели дека во сообраќајот треба да има сообраќајен буквар. Како што учениците учат да читаат, така со сообраќајниот буквар тие учат како да се однесуваат во сообраќајот. Ние најчесто учиме за децата, но мораме да ги спомнеме и возрастните. Сега, за овој час, деца, јас ви подготвив неколку видеа кои ги преземав од Министерството за внатрешни работи, од нивниот сообраќајен буквар. Бидејќи тие подготвуваат материјали за вас, децата. Така. Но пред тоа, еве, вака да погледнеме како момчето ќе премине крстосницата. Сега каде може момчето да биде? На пешачкиот премин. Да. Али која улица ќе ја премине? Каде што има зелено светло за поминување. Така, кај што има или кај што рацете на полицаецот се право, тој може овдека да помине. Така, значи да не ги сече рацете на полицаецот. Така. Сега, мораме да спомнеме и семафорот како сообраќајен знак кој се користи најчесто на крстосниците поставен. Тој има задача да го регулира семафорот. Децата што од мали нозе, Марија тоа не треба, морам јас само да го повторам, дека на зелено ова е семафор за возила со 3 светла. Зелено преминот е слободен, подготви се, имаме жолто и црва застани стоп. Што им се случува на многу возачи? Кога имаат жолто светло, место тие само да се подготват, тие знаат да тргнат, или пак кога се гаси црвеното светло, да си поминат на жолто. И тука може некој да настрада, најчесто тоа децата или пешаците. Но има затоа семафори за пешаци кој е поставен, пешаците да ги гледаат. Имаме човече зелено, кога пешаците можат слободно да поминат, имаме црвено, кога треба да застанат. Кога треба пешаците да застанат. Но семафорот за пешаци има и звучен сигнал. Дали знаете, Марија, за кого е? Знаеме. За кого е? За луѓето кои што не можат да го видат, но можат да го чујат. Така, не можат да видат, а можат да слушнат. Значи, има тит. Така. Добро, да видиме. Сега. И за чичко полицаец, што вие децата често го велите. Сообраќајот на крстосница го регулира и сообраќајен полицаец со помош на движењето на своите раци. Погледнете го девојчето како поминува слободно, затоа што таа поминува во правец на неговите раце. Таа со незиното движење не ги сече. Знаците се за возилата и за пешаците исти. Ако вака е поставен, никако не смее Марија сега да помине Лука. Затоа што ќе ги ја пресекуваат раката на движење, туку само оние возила што имаат. Така е. И чичко полицаец кога ќе ја крене раката, задолжително тоа е стоп. Стоп за сите, така. Сега постојат и крстосници каде што не е регулиран сообраќајот. Еве овдека погледнете, тоа е еден кружен тек, така ние го нарекуваме. Овдека пешаците потешко ќе поминат и со многу големо внимание. И гледаме како возилата се движат, тие се движат, но тие знаат, мора да ги знаат правилата. Тој што е веќе влезен, така, тој што е влезен веќе во кружниот тек, останатите мора да чекаат тој да помине, за мора некој да, значи мора да го почекаш тој што е пред тебе влезен, а потоа ти да влезеш и да поминеш. За да влезеш да поминеш и да немам проблеми. Како да поминам на крстосница? Еве, уште еден пример. Добро, супер. Значи, гледаме дека имаме зелено светло,
за мајката со детето си поминува и овдека имаме зелено светло, имаме за автомобилот да сврти десно сигурно. Овој му е за право, значи секој треба да внимава додека возачот на автобусот нема право да помине. детето со куќето треба да почека. Треба да почека, така. Бидејќи кај него е уклучено црвеното светло на семафорот. Така, кај него е горе црвеното. Супер. Сега како да поминеме крстосница каде што има семафор? Ајде Сега да ќе одиме бидејќи кажавме, не, намерно, затоа што мораме на линковите. Како да поминеш крстосница каде што има семафор? Ајде да видиме. Да. Не се стиснало тоа, бидејќи мислам дека би требало да го задржиме малку, се извинувам јас. Ајде, ќе одиме на последниот слайд. Не, ќе го направиме сега. Ајде, Лука. Не, мора да биде на слайд. Не, еве го, open hyperlink. Ајде, ќе го вратиме повторно. Еве го вратено е. Ево тука, слайд-шоу. Еве, стиснеме еднаш, ајде. Некогаш техниката знае да не направи проблем, но ние ќе се снајдеме. Ќе се снајдеме, така е. Сега ќе се отвори веројатно. Ево го. Една минута трае. Не е проблем. Ќе го сослушаме. Сообраќаен буквар. Како да поминеш преку крстосница каде што има семафор? Ја научивме првата лекција. Ме запознавте мене семафорот. Сега ќе ги научиме и правилата на поминување на патот преку крстосница. Секое твое невнимание може да биде опасно на оваа крстосница. Затоа не обидувај се да ја поминеш крстосницата со острово на средината без да ги научиш правилата кои важат за ваквите сообраќајници. А до тогаш, најдобро е да поминуваш на улиците со твојот родител, наставник или пак ќе замолиш некој возрасен да ти помогне да ја поминеш крстосницата безбедно. Во овој случај, мене можеш да ме видиш и на островото и на крајот од крстосницата. Ќе тргнеш да ја минуваш крстосницата само кога ќе светнам зелено. Кога безбедно ќе дојдеш до островот, повторно мора да застанеш. Пред да продолжиш, погледни во мене да видиш дали свети зеленото светло. И само тогаш може да продолжиш и безбедно да поминеш на другата страна. Запомни, пред да зачекориш на улицата, иако е запалено зеленото светло за пешаци, мора да погледнеш прво од твојата лева страна. Кога ќе бидеш сигурен дека нема возила, тогаш помини, потоа застани. Почекај да се запали зеленото светло на вториот семафор. Сега треба да погледнеш од твојата десна страна, затоа што можеби некое возило се уште се движи со голема брзина по улицата. Секое твое невнимание и непочитување на светлосниот знак семафор може да биде опасно по твојот живот. Затоа внимателно и без трчање. Сега биди внимателен. Ќе одиме на крстосница каде што на семафорот свети зеленото светло за пешаци, а во исто време и возилата што влегуваат од десната страна на улицата исто така имаат запалено дополнително зелено светло за поминување. Како да постапиш во оваа ситуација? Погледни. Досега сигурно научи дека зеленото светло на семафорот е знак дека можеш да ја поминеш крстосницата. Но пред да тргнеш, погледни налево и види дали има возило што влегува во улицата. Кога возилото ќе застане пред пешачкиот премин, тогаш е безбедно да ја поминеш улицата. Иако свети дополнителното зелено светло за возилата што доаѓаат од твојата лева страна, сепак треба внимателно да свртуваат во десно и да ве пропуштаат вас пешаците. Но за да можеш безбедно да ја поминеш улицата, секогаш биди внимателен и биди сигурен дека возилото од твојата лева страна застанало. Ќе изгасиме? Не, бидејќи така, ќе се вратиме на презентацијата. Овде мислам дека. Така. Ево ги. Добро, овде на ова? Овде, да. Добро. Значи, драги деца, гледате и нашето Министерство за внатрешни работи колку се труди да обезбеди видеа на кои вие ќе можете во слободно време. Има и други видеа, само напишете дека сакате да погледнете на YouTube, ќе можете да ги видите другите видеа, како се регулира сообраќај на крстосница, без обележан, без семафори, без полицаец, значењето на семафорот или значењето на сообраќајниот полицаец. Но за денеска
мислам дека доволно научивме, а морам и да проверам на секој час мораме да провериме. Што е крстосница, Лука? Две улици кои што... Така, Лука, Марија. Сакам да си кажам ја. Да. Две улици кои што се сечат. Така се вкрстуваат. Се вкрстуваат, да. Така. Кој го регулира сообраќајот на крстосницата? Сега Марија. Не се Семафорот. обраќаат Не, Лука, не. Не си фер. Така, кој го Се регулира? шегувам. Сообраќајниот полицаец го регулира кога тој е потребен, но доколку тој не е тама во тој момент, тогаш го регулираат сообраќајните знаци и семафорот. Така. Како безбедно да преминеме на крстосница, Лука? Безбедно би поминале кога би ги почитувале знаците, односно семафорот и чичко полицаец. Така. И секогаш кога преминувате, многу е важно да знаете дека се преминува и крстосница и улица на пешачки премин, Така е. или како што ја нарекуваме зебра. И секој пат прво се погледнува лево од вашата лева страна, а потоа од десно да ако нема возила. Тогаш безбедно можете да ја преминете улицата. Значи е. никогаш на улица не смее да се брза да се премине, затоа што може да се случи некоја несреќа. И еве го и прашањето, кога можеме да преминеме на крстосница? Кога светлото е зелено. Така е, Така. Марија, кога светлото Да. за пешаците е зелено. Некогаш децата се љубопитни, знаат да зирнат и лево и десно и за возачите ако го погледнат. Многу е важно дека треба да го следат семафорот за пешаците. Да, но исто така многу е важно без оглед на тоа дали светлото е зелено или црвено и ние ги почитуваме правилата, секогаш треба многу да внимаваме. Точно, да се внимава, да Да. не се претрчува, да не се испушта од рака од родител ако е детето мало. Така е. Значи на тој начин. За крајот часот, мала задача за учениците. Тоа е мала со задоволство секој ученик сака да нацрта. Во своите тетрадки нацртајте крстосница со неколку возила и пешаци. Но крстосницата преминувајте само кога е безбедно. Ова е како правило кое треба да го научите и секогаш треба да го научите. А за крај за часот можете да се направите и ваша игра дома со Игра. родителите. Еве Марија и Лука може да си ги постават и во слободно време тие да бидат и пешаци и да може да играат и да преминуваат камерата улици, нека фати. така да бидат пешаци, Одлично. кога има, значи, така ќе си вози некој, но треба да внимава кога оваа кола вози, овие може да преминат овдека со Марија можеме Супер. да преминеме така. Супер. Одлично. Одлично. Благодариме многу Благодариме наставничке. на вас. Да, ова беше навистина Може, интересен има час. и многу песни кои може да за сообраќај ги учиме по музичко, но тоа нас некој следен час. Супер. Договорено. Дечки, Одиме со голем одмор. Така, одиме со Да. голем одмор, најубаво се учи преку игра, па затоа играјте си дома и преку тоа многу работи ќе научите. Ето така, има многу креативни начини, не заборавајте да бидете креативни и да уживате во тоа што го правите. Се гледаме. Се враќаме за кратко.